Последен дневник, добро вечер. Околу 5000 луѓе од сите краеви на Македонија присуствуваа на големиот народен собир по повод осветувањето на новоизградениот храм Света Троица во окривополанечкото село Петралица. Чинот на осветувањето го изврши архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во сослужение со митрополитот Кумановско-Соговски господин Јосиф и митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. На денот кога се слави големиот христијански празник Духовден, познат уште како роден ден на православната црква, во кривополанечкото село Петралица беше осветен новоизградениот Божји храм Света Троица. Чинот на осветувањето го изврши архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во сослужение со митрополитот Кумановско-Соговски господин Јосиф и митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Црквата е изградена на местото викано Кутлев крст, каде бил поставен крст уште во раното христијанство. И ова место служило за годишни народни собири на Духовден, кои не се одржуваат веќе деценија наназад. Се радува денеска и небото и земјата, се радува и овој прекрасен крај кој што еве после 15 години на ова место, на овој крст, наречен Кутлев крст во село Петралица, доживеа да биде возобновен и настано да биде и осветен и храмот, посветен на Света Троица на денешниот празник, кога се прославува роден денот на Светата Христова црква. Да биде ова светилиште користено за многу радости и постојано да биде обкружувано со градба на нови куќи, со изградба на нови семејства и ова поле кое некогаш било поле, повторно да постане поле, а овде радоста да може да се шири на сите делови во нашата прекрасна Македонија. Комплетната изградба на Божјиот храм во село Петралица со благослов од свештените лица е донација од ктиторите семејство Карамфиловски и семејство Јакимовски, чии предци потекнуваат од овој крај. Со своји средства, голема верба, љубов и посветеност, тие изградбата ја завршија за неполна година од денот на осветувањето на темелите. Мотивацијата доаѓа практично од раскажуваните приказки во моето детство од страна на татко ми за светото место, така наречено Кутлев крст. Но идејата не е моја, идејата е практично на татко ми, Карамфиловски грозде, кој што ја предложи идејата на мојот братучет Јакимовски Страшо и од таму практично се разви целата идеја за градба на овој прекрасен манастир. Околу 5000 верници од сите краишта беа дел од возобновениот Сенароден собир по повод осветувањето на новата црква. Празнувајќи го овој убав празник и враќајќи им се на корените, изразија надеж дека местото ќе биде символ на верска сплотеност и духовен мир во природно-исконската убавина. По повод 17 годишнината од смртта на македонскиот револуционер Драган Богдановски беше одржан помен во негова чест. Богдановски целиот свој живот активно се бореше за независна и суверена Македонија, па поради тие причини неговите дела оставија голем траг во формирањето на македонската држава. Поминаа 17 години од смртта на македонскиот великан Драган Богдановски. Познатиот борец за независна и суверена Македонија целиот свој живот го посвети за оваа кауза. По тој повод, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ организираше помен во негова чест, а воедно му се заблагодарија на Богдановски за неговото залагање за независна Македонија. Најмалку што можеме да направиме за основоположникот на ВМРО ДПМНЕ, господинот Драган Богдановски, е да ја одржиме оваа панихида во чест во негово име, која што до оваа година прерасна од традиционална во чест на смртта него и ќе се одржува секоја наредна година на овој датум. Ние како Унија на млади сили и претходниот период покажавме дека учествуваме неговото име преку одржувањето на трибините за историја и идеологија на територијата на целата држава, исто така со прикажувањето на проекцијата на документарниот филм за Драган Богдановски, каде што исто така се зборува и се прикажува ликот и неговото дело, борбата за самостојна Македонија. И во иднина ќе продолжиме со тие проекти и многу ми е драго што сум во градот каде што
Тој е роден и каде што се собравме толку многу луѓе да му дадеме почит. Познатиот историчар Виолета Ачковска со собствена анализа за делото на Драган Богдановски. Драган Богдановски целиот свој живот го посвети за самостојна и суверена Република Македонија. Тука е неговата најголема улога. Во времето кога беше изложен на голема репресија, на прогон, се откажа дури сопственото семејство и целиот свој живот, својот интелект, своето искуство го посвети на борбата за осамостојување на македонската држава. И тоа е неговата голема улога. Иско така тој остави две препораки кои се многу важни за помладите генерации, а тоа е единството внатре во партијата ВМРО-ДПМН, чиј духовен татко беше истиот, а исто така тој се залагаше партијата, како и државата, да биде сочувано сите туги влијанија. Значи, сувереноста, независноста, македонските цели и интереси да бидат пред се за сите нас. Таа е појуката која ни остави Драган Богдановски и нам и за идните генерации македонски. Значи, еден живот посветен на борбата за Македонија и затоа тој останува како еден светилник за сите идни генерации да си ја чуваме татковината, бидејќи за неј се дадени многу жртви. Драган Богдановски роден во 1929 година во село Клечовце, во земјоделско семејство со патриотски корени. Низ својот живот поминал низ многу искушенија од тогашниот систем. Починал во 1998 година во Федериција Данска. Кумановскиот регион изобилува со прекрасни села со одлична местоположба, а во последно време и со многу подобрени услови за живот. Едно такво село е Старо Нагоричане, со одлична инфраструктура, со изградени улици, водовод, нов селски плоштад и центар за млади. На оддалеченост е од само 14 километри и со кола се стигнува за само 10 минути. Но ова не им е доволно младите да останат тука. Не е како во нашето време. Сега се помалку сакаат да обработуваат земја. Потребно да има фабрики и индустријски капацитет кои би ги задржале во селото, сметаат жителите. Некогаш оваа село беше преполно со млади. Школото претесно да ги собере децата, а сред село во близина на црквата Свети Ѓорѓи, изградена уште во времето на Византија, се собираа мештаните и прикажуваа за новостите. Сега е сменета сликата. Наглата миграција на младите, кои не сакаат да обработуваат земја, туку повеќе сакаат полесна и побрза забработувачка, направи селото за најголем дел од нив да стане место кое ќе се посетува за време на викендите, претежно за одмор и рекреација. Убаво е, супер е. Ама, кад бемо ми помлади, знаеш колку народ имало дека? Може сигурно до 20 пути више народ него сега. По тој време кој беше само у селото, докато имаше и народ у село, сега има народ. Сега село само стари луѓе има. Може ли на овој начин да заживее село? Не знам дали може овако. Ако има млади деца, ако има млада популација, ако се организира да се врати ли тешко. Сите сакат полесен живот денеска. Има што да работи. Треба да екзистира нешто што од земја не може дека земја не може да живи народ. Типот на села како што е Старо Нагоричане нуди одлични услови за живот. Во селото скоро сите улици се асфалтирани. Се гради нов плоштад во автентичен селски стил. Има амбуланта, пошта. Пред известно време е изграден е младински центар во кој се изведуваат најразлични активности, а во близина и реката Пчиња и бањата Стрновац. Жителите сметаат дека отварањето на некоја фабрика, индустријски капацитет како што е фабриката што се гради за преработка и смрзнување на овошје и зеленчук, би можела да биде потик за опстанок на селото. Треба да има спортска сала една да се изгради, значи у подопшти Стара Горичина, спортска сала и Млада Горичина треба да се изгради спортска сала за деца за да наступуваат повеќе на фудбал, мала група да имаат фудбал. Да, тоа е многу тоа работеше фабриката Чекумано, овдека имаше луѓе и сето тоа беше, меѓутоа такви се времињата, сето се менува и така и испадна тоа. На пример младите овде да живеат од земјоделие? Можат. Да опстанат така, секој, као во градот, така и во селото може да опстанат така. Може ако се направи некој како што имаше едно време тие од ЧИК, од ово, до нови погони, некој да работи, помлади да се запосли, да останем туе, иначе нема, друго нема. Треба, фала Богу, ако нема вработување, млади луѓе не може да работат. Порано имаше ковашница, статкарница, волновлачарница, албатница,
овдека имаше народ се движеше дека, сега нема ништо дека. Старонагоричани има потенцијал и за развој на туризмот. Во тек е реконструкцијата на споменикот на културата Свети Ѓорѓи и изграден е етно музеј, а наскоро ќе бидат реконструирани и 4 селски куќи во центарот на селото кои ќе може да примаат туристи. Со отварањето на овие можности, локалното население ќе може да иницира сопствени бизниси, како што се отварање на мали ресторани со традиционална кујна и други бизниси во интерес на гостите кои што ќе доаѓаат. Илјадници кумановци секојдневно пијат од минералната вода во селото Проевце. Водата од Кумановска бања благотворно влијае на системот за варење, но и на нервниот систем, велат бројните посетители кои со години полна чишења со вода од јавните чешми. Со комплексот во повеќе од 5 години никој не стопанисува, но има најава за влегување на нови инвеститори кои треба да изградат модерен спа центар. И кумановци согласни, за да се искористат благодетите на бањата, потребно е итно реновирање и враќање во функција на комплексот. Дел од посетителите квалитетот и лековитоста на водата од Кумановска бања ја споредуваат со некои бањи во Бугарија и Србија, но според стручните лабораториски испитувања познато е дека со сличен минеролошки состав како Кумановската бања во Европа има уште само 2 бањи, во Виши во Франција и во Карлови Вари во Чешка. Повеќе од 2 века се знае за лековитите својства на термалната вода во Проевце, а мештаните раскажуваат и бројни легенди. Штета е, велат тие, да не можеме да ги користиме овие благодети од природата, но во недостиг на бањски третман и самото влегување до колена во водата што се собира долу по чешмите е лековито, сведочат кумановци. Неколку години наназад Кумановска бања е затворена за посетители. Никој не го одржува просторот околу јавните чешми, а самата бања е претворена во депонија, велат редовните посетители. Да, многу запуштено. Еве ја, другар ми, још еден чистимо овој, свак ден чистимо туј. И овој го базен очистимо, преко 50 колице фрлимо од овој што од Вирче. Од дождовите? Од дождовите, од реку се напуни тој Вирче. Од поплава. Доаѓате ли често? Секој ден доаѓаме се сточек. Треба поубаво да биде како порано што беше, ама не. Во базените сте влегували ли? Не, жена ме влегувала на таму, али во базен е многу убаво, ама нема ништо, не чисто, видиш. 4 години има како е напуштена бањата. А овие воду што пуниме преко 10-15 години. Иначе многу убава работа. Сака има нешто, туја што некој мути воду да го земе и да протетира. Иначе и за тој тако останува. Јас пошто сум дојдена веќе 5 години живеам тука, ми рекла дека порано ова било поубаво место. Значи буквално имало и бања како што треба што. Сега веќе не знам, барем за мене не функционира како што треба, иако водава е супер. На времето бањата била мелем за лечење од разни болести, каде што имало и депанданс за сместување на лицата и бањски лекар. Оваа вода јавно ја препорачуваат лекарите и додаваат дека не само што лекува, туку освежува и подмладува. Кумановци по традиција со децении пијат вода од јавните чешми и велат дека благопријатно делува на системот за варење, но и на нервниот систем. Кога би се вратила бањата во функција, во целост би се искористиле благодетите од Кумановскиот дар од природата, порачуваат тие. Живееше бањата, имаше многу народ. Беше многу чисто, од свуда доаѓаат луѓе, од Охрид, па и од Белград имало луѓе. Ми смо пуштале кираџije порано. Кудети не. Значи било и почисто, и вода се е пила, и се пие овај вода, и све. Апел да се направи бања ако може. Полно 40 слаша имам, сега ќе наполнам 40. Кога потрошиме, пак по друга тура пак си носам. Иначе водава си е одлична, ја си пием, никад нема проблем, ништо не сум имал, затоа ја употребувам. Ја чекам ред сега што е малце и ќе си полнам. Ја 45 години сум туја, све го користам. Никако не заоставам. Убаво вода. Семејството ваше? Сви од куќа, и унучиња, све тој. Чепови треба само месингани треба да се направи, поне фаќа каменац. Зашто нема сумпор овај и фаќа ga тај на чепови. А нема потреба, да се ништо не утиче за пунење и за пиење.
Инаку последен концесионер на бањата беше акционерско друштво Бисерка од Куманово и откако фирмата замина во стечај, бањата беше оставена на забот на времето и полека пропаѓаше. Минатата година беше најавено доаѓање на тројца нови инвеститори кои комплексот ќе го земат под концесија, ќе обноват бањата и ќе изградат модерен спа центар по трк на европските бањски центри. Кумановци со нетрпение го очекуваат овој момент, кога не само Куманово покрај бањата која по лековитоста е надалеку прочуена, ќе го потигне развојот на туризмот и целиот регион ќе заживее. Младите повеќе сакаат да седат во фотелја отколку да коваат железо. Носталгично старите мајстори велат дека занаетите им го отстапија местото на трговците. Центарот за вработување од Куманово работи на мерки за потик и разни обуки на младите занаетчи. Децении наназад, пред налетот на новото технолошко време, исчезнува старата архитектура, катанците на дуќаните се секојдневие, така полека умира мирисот на едно време. И додека во светот ревитализацијата на старите градови не може да се замисли без поддршка на старите занаети. Во Куманово примерите можат да се набројат на една рака. Од фактот дека занаетите умираат, загрижени се старите мајстори и граѓаните, кои велат дека модерното време направило неработници од младите, кои не сакале да земат алат во рака и нешто да научат. Тоа е голема грешка. Занати е, да ти кажу, па боле од факултет секое време што е. Ако знаеш, ако си знатлие, ќе знаеш, примерно механичар, ќе поправиш кола, ќе поправиш електрика, све ќе поправиш, ќе имаш пуно паре. Мислам дека сви запнава на школи за факултетите и работи. Да ти кажу право, немам поема, нечу ли да работи, што е, не знам. А што ги советувате вие? Треба ли да учат занает? Советую, јас сам бија чирак у тоа време. Одлично сум живеја до овие 2 години последни. Не су заинтересирани што не ги се работи. Еве нигде не работи млади, гледаш. Треба да се има без занати. Тој си е вработување ќе си биде повише. Не сакав да работи. Еве укинуе занати, има ги некои, јас сум бија чурчија. Еве, комај не постои ни еден чурчија. Од средните училишта информираат дека последните години заинтересираноста за занаетите од година во година опаѓа. Оттаму додаваат дека се трудат да го одржат континуитетот со нови методи на привлекување, но велат дека проблемот не е во заинтересираноста, туку во опаѓањето на наталитетот. Според податоците од Центарот за вработување во Куманово, дефицитарни се техничките науки, односно градежните и шумарските инженери. Оттаму објаснија дека Агенцијата за вработување има мерка за потик на младите занаетчии. Додадоа дека ќе се направи истражување за дефицитарни занаети во Куманово, зашто подоцна ќе се организираат и обуки. Тука ќе го напоменам чевларството, фризерските струки, педикирство, манекирство. Дори пред една година имавме и обука во земјоделското училиште. Во техничкото училиште имавме обука за заварувачи, за аргонско заварување, за монтажери на струја во индустријски објекти, во градежни објекти. Но и покрај мерките за самовработување и обуките, традицијата за занаетите е оставена на постарите. Старите чувари на традицијата разочарано велат дека занаетите им го отстапиле местото на трговците. Топлиот неделен ден ги опушти мислите на граѓаните, а со тоа и нивните планови за годишните одмори, кои некои веќе и ги користат. Во една таква предпладневна атмосфера ги запрашавме каде и зошто токму таму на годишен одмор. Летото веќе е на прагот, а високите температури кои последните денови ја зафатија државата ги натера граѓаните на Куманово да ги уплатјат аранжманите и да прават планови за летниот одмор. Многу луѓе избираат да го поминат годишниот одмор мирно и настрана од гужви. Затоа каде кумановци го планираат своето патување, ги прашавме и донесовме еден заклучок, дека годинава сите избрале различна дестинација. Нема класичен летен хит, секој според джебот и годините. Ке видиме спрема могуćности, спрема ова доера на Охрид тука кај нас ке биде тоа и така, со внуците така поблиско кај нас. Некој од финансиски причини не планирам да одам никаде. Во Грција. Зошто Грција? Пак сега ќе одам така. Најблиско е. Па годинава најверојатно ке Грција не доаѓа во обзир никако, најверојатно Бугарија ке одиме затоа што цените во Македонија се премногу за наши стандарди,
додека цените во Бугарија и во Србија се малку по издржливи, така да годинава најверојатно ќе видиме Бугарија. Па најверојатно друштво фамилиарно и така, најверојатно така, ќе видиме како условите ќе дозволат. Голем дел од аранжманите за месец јуни веќе се продадени, бидејќи понудите на агенциите за предсезона се поевтини. Поголем број од граѓаните годишниот одмор ќе го поминат со семејството, а помладите секако во друштво на пријателите. Па не сум се уште размислувал, меѓутоа постои шанса за во Грчка или пак може до Црна Гора. Па јас да ви кажам, досега во Грчка нема патувано и зборат ова луѓето дека стварно нудат добри услови за туризам и баш би сакал да видам. Инаку не ја обожавам како земја од други причини. Па со фамилијата, со супругата. Во Охрид. Зошто во Охрид? Со другари ќе шетам. Черка ни сака во Шпанија, а ние уште не сме одлучени, затоа што без примање е малку потешко за одмор, нели? Ќе гледаме да ги исполниме незините желби, колку е во наша могуćност, нели? Не очекува долго и топло лето, затоа кој се уште не одлучил каде сака да го помине својот летен одмор, време е да почне да прави планови. Денеска е светски ден на борба против пушењето. Кумановци со поделени мислења, дел од нив оваа грда навика ја доживуваат како зависност, додека има и такви кои строго се против пушењето. Сепак сите се сложуваат дека уште од најрана возраст треба да се работи преку едукација, да се влие врз најмладите да не станат зависни од цигарите. Светскиот ден се одбележува уште од 1987 година. Светската здравствена организација секоја година на 31 мај го одбележува Светскиот ден за борба против пушење, потенцирајќи ги здравствените ризици поврзани со употребата на тутунот и промовирајќи ефективни политики за намалување на употреба на тутунот. Македонија претходниве години донесе повеќе закони со кои се ограничува пушењето цигари, меѓу кои и оној да не се пуши во затворени простори. Сепак и покрај законските одредби бројката на пушачите не се намалува. Кумановци со поделени мислења, некои од нив се пушачи, дел не пушачи. Дали ви пречи овој закон што го донесла, да кажеме, во затворени простори да не се пуши? Не ми пречи, виш, ми сме на отворено. Хочеш надвор, не пуши цигар. Па најмногу едукација. Едукација и лични примери на возрастни луѓе во однос на млада популација. Значи, ако родители не пушат, пример добар за деца да не пушат, ако оние кои што се авторитети не пушат, тогаш сигурно и младата популација ќе има на што да се угледа. Уживател сам на цигари и ќе продолжи да пушам свесно. Очекори да Не пушиме. Сметате дека е добро што не пушите? Супер, одлично. Да, даваме пример на секако беше на моја ќерка. Учиме го да биде активна против тоа. Статистичките податоци покажуваат дека една испушена цигара го скратува животот за 12 минути. Негативното влијание на цигарите и чадот од цигарите е директно поврзано со многу сериозни заболувања. Негативните ефекти по здравјето се должат на околу 2500 токсини содржани во тутунот и на околу 4000 супстанци содржани во чадот на цигарите. Во Македонија регистрирани се близу 700.000 пушачи, трошејќи годишно 11 тони цигари или 5,5 килограми тутун по глава на жител. Светскиот ден за борба против пушење се одбележува уште од 1987 година. Чалгија Саунд Систем состав која негува македонската традиционална музика преку чалгискиот израз давајќи му современ призвук, вечерва 31 мај настапува на Офест во Кино Фросина. На Офест вечер во Кино Фросина МКЦ настапува Чалгија Саунд Систем, состав која негува македонската традиционална музика преку чалгискиот израз, давајќи му современ призвук. Чалгија Саунд Систем постои од 2008 година, а произлезе од проектот Калдрма во кој учествуваа дел од неговите сегашни членови. Калдрма беше иницијатор на заживувањето на подзаборавената чалгиска музика во Македонија. Во 2009 година групата го издаде својот деби албум. Во меѓувреме активно се представува на многу фестивали и концерти. Утре за завршниот вечер на Офест е предвиден концертот на светската музичка сензација, виртуозните музички бунтовници Тина Ривен. Претходно ќе биде прикажан документарниот филм Последната песна пред војната, The Last Song Before the War. Синоќа публиката уживаше во неповторливите настапи на португалската фадо уметница Лула Пена и на кантавторката Хинди Зара од Мароко. Фестивалот почна во четврток со концертите на пост-рок составот Јамбинаи од Јужна Кореја и на Басеку Кујате, мајсторот на традиционалниот инструмент нгони.
Завчера свиреше легендарниот блуз гитарист Бубакар Траоре од Мали, пред чиј настап имаше проекција на документарниот филм "Ќе пеам за тебе" на режисерот Жак Сарасин. СОС Детското село денеска ја започна втората хуманитарна велосипедска тура за деца згрижени во детското село. Нивната конечна дестинација е Имст, Австрија, каде пред повеќе од 60 години е изградено првото СОС Детско село, кое до ден денес нелјадници деца низ сиот свет им дава топол дом и грижа. На СОС Детско село денеска ќе започне втората хуманитарна велосипедска тура за деца згрижени во детското село. Љупчо и неговиот другар Даниел од Бугарија ќе поминат 2200 километри низ 7 балкански земји и ќе возат се до Австрија, и тоа само на велосипеди. Целта им е да го привлечат вниманието и поддршката на јавноста за работата на СОС Детските села, организација под чија закрила обајцата израснаа, велат организаторите. Нивната конечна дестинација е Имст, Австрија, каде пред повеќе од 60 години е изградено првото СОС Детско село, кое до денес најлјадници деца низ сиот свет им дава топол дом и грижа. Настанот е поддржан од Агенцијата за млади и спорт, Велосипедската федерација на Македонија, град Скопје, општина Газибаба и низа донатори и поддржувачи на работата на СОС Детското село Македонија. Дваесет милиони италијани денеска ќе гласаат на делумните локални избори. Најмалку 12 лица се повредени во Јапонија во резултат на силниот земјотрес со интензитет од 8,5 степени на 30 мај во Тихиот океан. Околу 3000 демонстранти излегоа на улиците на Каракас барајќи ослободување од затвор на дисидентите. Околу 20 милиони италијани денеска ќе гласаат на делумните локални избори што представуваат те за владата на Матео Ренци, како и за десницата на Силвио Берлускони кој неодамна одлучи да се врати во политиката. Ќе се гласа во 7 од вкупно 20 италијански области: Венето, Лигурија, Тоскана, Марке, Умбрија, Кампанија и Пулија. Граѓаните ќе гласат за повеќе од 100 градоначалници на италијанските општини. Тоа се први избори во Италија по изборите за Европскиот парламент од мај 2014 година, кога Демократската партија на Ренци освои 40,1% од гласовите, односно 20% повеќе од другите партии. Фокусот на овие избори е насочен кон антиимигрантската и евроскептична партија Северна Лига, која има нов лидер Матео Салвини, кон партијата Форца Италија на Силвио Берлускони. Најмалку 12 лица се повредени во Јапонија во резултат на силниот земјотрес со интензитет од 8,5 на 30 мај во Тихиот океан. Според податоците на Токиската противпожарна служба, сите повредени се жители на Токио и околните префектури Саитама и Канагава. Нема информации за жртви. Земјотресот предизвика транспортни проблеми, особено било запрено движењето на брзите возови меѓу Токио и Осака, а околу 600 луѓе преноќеле во возовите. Околу 3000 демонстранти излегоа на улиците на Каракас, барајќи ослободување од затвор на дисидентите кои се противници на владата на председателот Николас Мадуро. На протест повика опозицијскиот лидер Леополдо Лопес, кој исто така е во затвор. Лопес е во воениот затвор Рамо Верде во близина на Каракас од февруари 2014 година под обвинение за потекнување на насилство при што загинаа 43 луѓе, а беа повредени стотици учесници на минатогодишните масовни демонстрации против владата на Мадуро. Кошаркарите на Куманово ја продолжуваат финалната серија во разигрувањето за титулата против актуелниот шампион МЗТ Скопје. Во моментот МЗТ води со 1-0 во финалето, екипата на Куманово пред своите навивачи има шанса да израмни во финалниот серијал. Надпреварот е во тек се игра последната четвртина, а моменталниот резултат е 79-77.
Во вестите од меѓународната спортска сцена издвоивме на вториот тениски Гранд Слем сезонава во Париз. Денеска на програмата се мечевите од осмино финалето во машка и женска конкуренција. Ватерполистите на италијанскиот прореко по 8 пат во својата историја станаа шампиони на Европа. Германскиот фудбалски репрезентативец Сами Кедира ќе биде новото засилување за Јувентус. Денеска на терените на престижниот Гранд Слем Ролан Гарос во Париз ќе се одиграат осмина финалните мечеви во машка и женска конкуренција. На програмата се неколку интересни мечеви, а ке мажите ги извојуваме француско-швајцарските дуели Монфис Федерер и Вавринка Симон, како и дуелите Нишикори Габашвили и Цонга Бердих. Кај дамите се очекуваат возбудување во следните двојки: Ивановиќ Макарова, Светолина Корнет, Пенета Мугуруза и дербито Сафарова Шарапова. Инаку досега на Ролан Гарос не се случија некои поголеми изненадувања, па фаворитите за сега одат според планот. Наградниот фонд на турнирот и оваа година е збогатен, па така победниците во машка и женска конкуренција ќе заработат по 2 милиони евра. Ватерполистите на италијанскиот прореко во финалето на Лигата на шампиони кој се одржа во Барселона го совладаа хрватскиот шампион Приморје со 8-7 и освоија титулата. Со 8-миот триумф италијанците станаа рекордери по титули во Европа, со што ги надминаа екипите на Младост и Партизан, кои досега 7 пати победувале. Најбогатиот клуб во Европа до победата ги предводеше српската тројка Парлиновиќ, Филиповиќ и Пјетловиќ, како и црногорецот Ивовиќ и хрватот Јоковиќ. Во борба за третото место екипата на Барселонета го победи хрватскиот претставник Југ со 14-12. Спортскиот директор на Јувентус Пепе Марота потврди дека е потпишан договор со германскиот интернационалец Сами Кедира. Марота за медиумите истакнал дека со Кедира преговорите се комплетирани, а тоа значи дека италијанскиот шампион ќе добие големо засилување во средината на теренот. Интересно е што старата дама за Кедира нема да плати ни евро за неговите услуги, бидејќи договорот со Реал му завршува во јуни и е слободен фудбалер. Останува како најголема грижа за навивачите на Јувентус дали нивниот најдобар фудбалер Погба ќе го напушти тимот. За неговите услуги има заинтересирано неколку клубови од Европа, а оној кој ќе плати 100 милиони евра ќе може да смета на неговите услуги. Какво време не очекува во наредните денови, погледнете од Метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за последното издание на Дневникот. Сосема за крај информацијата за резултатот од надпреварот МЗТ и Куманово води екипата на МЗТ со 80-79, а со изјави од учесниците и исходот од овој надпревар во утрешните изданија на Дневникот. Ви благодарам на вниманието, имајте убава вечер.